Културата не прими симптоми на COVID-19. Ова е ставот на уметниците околу влијанието врз нивната работа. Изминатиот период замреа изложбите и воопшто културните настани, но не се затворија уметничките ателиеа. Уметникот Никола Пијанманов, кој пред 10 дена ја направи првата изложба во Струмица по долг период, вели дека изолацијата е природна состојба на уметникот, но свесноста дека целиот свет застанал дава друго чувство. Уметниците се во континуирана криза. Тие се секогаш во криза. Мислам дека дури кризните моменти и моментите на да не звучи многу строго страдање им одговараат на уметниците и на нивната инспирација. Лошо е кога уметникот ќе се адаптира на светските услови, на светската благосостојба, и мислам дека секојаш треба да има искрење, еден критички осврт, еден момент на запоставеност, на изолација. Затоа што само така уметникот ќе се пронајде себе си и само така може да ја пронајде вистината. Под поинакви околности, со протоколи и мерење телесна температура започна и 57-та меѓународна струмичка ликовна колонија. Поради корона ситуацијата, преовладуваат домашните уметници на најстарата од ваков вид манифестација во државата. Уметникот Тони Чатлески вели дека пандемијата не врши притисок врз неговата ликовна работа. Значи, изолацијата за нас е прекрасна работа е тоа што се публикуваме самите во себе си, го работиме нешто претходно. Значи, ликовната уметност е една од самостојните уметности, индивидуални уметности, така да нешто посебно таа изолација не погоди нас. Само малку ни помогна да не се секираме дека надвор се случува нешто, а ние сме затворени во ателието. Така да се ни беше нас потполно исти како и претходно. Културата е во центарот и на годинешниот летен фестивал Струмица Опен. Најголем дел од настаните се посветени на книжевноста, но и на филмската уметност.